Прволигашот Беса се засили со јапонецот Јуме Миканда кој доаѓа од Шкупи, а официјално беше промовиран и шефити од второлигашот Арсими. Лидерот во првата женска фудбалска лига, Тиверија Брера ги започна подготовките, целта е освојување на титулата. Второлигашот Осогово се засили со Владимир Жоглев, Давид Ристовски, Кристијан Ристовски, Грегори Давков и Дамјан Стојковски. Целта на Осогово предводен сега од искусниот стратег Крсте Крстев ќе биде опстанок во втората лига. Прволигашот Брера ги закажа пријателските надпревари за темпирање на формата. Првиот тест ќе биде против Детонит Плочковица во Радовиш, потоа со Марек Дупница од Бугарија, со Брегалница, потоа со Беласица Петрич и Генералка со Тиквеш на 8 февруари. Јапонецот Масаки Такахара го засили Пелистер. Тој доаѓа од шампионот Струга и ќе биде првиот јапонец што играл за битолскиот прволигаш. Ракометниот клуб Пролет ги започна подготовките за пролетниот дел од Суперлигата. Целта е обезбедување на место во плей-офот. Тунискиот интернационалец Мохамед Рарик Бахер се врати дома поради семејни причини, а десниот бек настапуваше како позајмен играч од Вардар. Започна светското првенство во ракомет, Италија под 2 децении се врати на мундијалите и со висока победа го декласираше Тунис, а пак Франција убедливо го декласираше Катар на Веселин Вујовик. Данска без проблеми ја соволда репрезентацијата на Алжир, Австрија не биде вака против Кувајт. Шампионот Eurofarm Пелистер се раздели со Кајоци Катик, кој го носеше дресот на битолскиот прволигаш во претходните 6 месеци. 1 минута спортски вести на спортска мрежа.